Во комисијата е австриецот Ферлингер, истиот кој што бараше Македонија да биде под санкции од Европската унија, гласаше неодамна, беше воздржана на гласањето за резолуцијата за Украина во Обединетите нации и уште не е тој експерт. Не, на Гунтер му е завршен мандатот и на господинот Гунтер му е завршен мандатот. Во однос на неговите изјави, јас навистина би коментирал, но знам дека бил во блиска корелација со поранешни функционери, високи функционери на државата, да не речем од прв ред функционери, и како што и он и некои од други членови од комитетот исто така се под истрага. И он е под истрага? И он е под истрага, да, за начинот на одобрување на компаниите. Значи имаме од странските експерти некој под истрага, освен него, кои се други? Јас не би ги споменал. Не, за колку луѓе станува збор? За 7 луѓе конкретно. Од претходни години? Со претходни, значи они се менуваат на 2 години, 2 и 3 години, во зависност од еден дел се на 2 години, еден дел се на 3 години и се менуваат. Моментално се останате само тројца, на нив некаде годинава им стекува мандатот, така да затоа зашто нели реорганизација и се останато, па не се објавени нови повици, да видиме што ќе се донесе на крај за нови членови на Комитетот за одобрување на инвестиции. Во делот на истрагата и тие се фатени заедно со стручните лица, затоа што јас верувам дека не е. За која бројка станува збор? За стручни лица колку се фатени? Дали се сите? Тие се многу повеќе, сега дали се околу сите се проверуваат. Сите се проверуваат, да, затоа што до сега јас некаде околу 70 на луѓе имам сомневање за некакво. Значи 70 на домашни и околу 7 да, и најверојатно 8 ќе бидат странски во брзо време, затоа што за едниот тек сега почнаа да излагаат предметите што не се Што правела директора конкретно? Конкретно јас по тоа што го имам како информација, по тоа што го имам прочитано и тоа што го имам видено значи лично јас, се договарани и преговарани начините кои и како да добие, која компанија да добие и што да добие. Значи порано се Значи они биле под директно влијание на домашни политичари за да одобруваат средства од фондот за иновации. Јас знам на пример од кога сум на чело на фондот, неколку пати проба членовите на комитет да дојдат во Македонија, значи да дојдат официјално да сме се запознаели се останато. Дознав на пример дека они биле тука речиси секој втор месец. Значи што не се за сите зборам за секој втор месец, од кој неколку па дури и многу поредовно доаѓале во Македонија и биле гости во Македонија, што реално тоа е едно трошак на фондот прво, второ кој како зашто секога се зборало се позади затворени врати, се одлучувало затоа што не знам зашто. Тука ги носеле одлуките кај нас? Има некои што се носени во Македонија. Значи, седниците на комитет може на два начина да се водат. Едната е преку онлайн, преку Zoom, преку Teams, преку било кој од софтверските алатки за комуникација, а другата е со физичко присуство во просториите на Фондот за инновации и технолошки развој.